Почитуван министар за внатрешни работи на Република Словенија, драг колега Алеш Хојс, ценети представници на делегацијата на Министерството за внатрешни работи на Словенија, Ваша екселенцијо амбасадоре на Република Словенија во Северна Македонија, господин Предан, ценети представници на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија и на Македонскиот политички синдикат, ценети представници на медиумите. По вчерашното заедничко одбележување на 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија со символично засадување на најстарата словенечка винова лоза, покажувајќи уште еднаш меѓусебната посветеност за соработка и блискост на двата пријателски народи. Денеска заедно со мојот почитуван гостин и колега словенечкиот министар за внатрешни работи, господинот Алеш Хојс, остваривме работна средба на која што разговаравме за низа теми кои што се од заеднички интерес. При тоа можам да истакнам дека заедничка беше оценката за досегашната извонредна соработка помеѓу двете министерства и за перспективите на продлабочување на таа соработка, кои што неоспорно се големи за наредниот период. Во тој смисол веднаш ќе потенцирам дека на заедничко задоволство со колегата Хојс денеска го подпишавме имплементацијскиот протокол помеѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Словенија за борба против трговијата со луѓе. Ова е билатерален документ, еден од повеќето вакви договори кои што ги подпишавме во изминатите години, чие што примарна цел ќе биде соработката во превенцијата на трговијата со луѓе и сите форми на злоупотреба на деца. Со овој имплементацијски протокол се предвидува и спроведување на заеднички проекти за подигнување на јавната свест за превенција во областа на трговијата со луѓе. Како и во изминатите години, ефикасното управување со границите, имиграцијата и спречувањето на илегалната миграција долж така наречената западно-балканска рута и понатаму еден од главните приоритети на Министерството за внатрешни работи. При тоа морам да напоменам дека граничното управување на Северна Македонија во голем степен е усогласено со европските стандарди во делот на граничната безбедност. На заедничката работна средба со колегата Хојс и нашите соработници посветивме должно внимание и на проблематика со илегалната миграција, дотолку повеќе што на ова поле уште од 2016 година наваму со словенечката полиција имаме суштинска, конкретна соработка на словенечки полициски службеници заедно со нашите полициски службеници во делот на обезведувањето на нашата јужна граница со Република Грција и заедничкото делување во насока на откривање и на спречување на илегално преминување на границата и кријумчарење на мигранти. Би сакал да изразам голема благодарност за постојаниот придонес на Министерството за внатрешни работи на Словенија за испраќањето на полициските службеници кои што учествуваат во оваа заедничка билатерална акција и операција за засилен надзор на јужната граница, што значително допринесува во зајакнувањето на капацитетите на нашата гранична полиција, истовремено придонесува за борбата против илегалната миграција. Поддршка што со согласност на мојот колега Хојс веќе е продолжена до крајот на февруари месец следната година. Можам да пренесам само пофални зборови за работата на полициските службеници од Република Словенија кои што се присутни на нашата јужна граница и тоа веќе 63-тиот контингент кој што е дојден, кои што преку своето искуство, знаење, посветеност, професионалност допринесуваат преку размена на искуства
да се јакнат капацитетите, да се развиваат капацитетите на македонската полиција и на некој начин се унифицира работењето на полициските служби во овој регион и пошироко во Европа. Генерално и од оваа средба денеска се покажува дека пред нас има еден многу голем, широк спектар на можности за идна соработка и партнерско делување пред се во безбедносните сегменти. Особено е важна волјата која што ја има од двете страни, политичката волја, и тоа недвосмислена, да оваа соработка не само да продолжи во наредниот период, туку да биде и сериозно продлабочена. И словенечкото МВР, идентично како и владата на Словенија, ја дава целосната поддршка и помош на нашиот реформски пат и патот на интегрирање кон Европската Унија. Во крајна линија, заедничките интереси, но и заедничките вредности и цели кон кои се стремиме представуваат дополнителен мотив за плодна и квалитетна натамошна соработка помеѓу двете министерства. Сакам да се заблагодарам уште еднаш на словенечката влада за целосната поддршка што ја дава на граѓаните и на Република Северна Македонија и се надевам дека од денеска уште посилна порака ќе биде навзаемно пријателство, поддршка и соработка во натамошниот период и во сите предизвици кои што заеднички ќе мораме да ги надминеме, а се со цел нашите две земји да ги направиме побезбедни места за живење и да бидеме фактори на стабилност, на мирот и безбедноста во нашиот регион. Благодарам.